Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Денес нешто накусо ќе речем за хороскопот. Дека хороскопот е една голема лага. Тоа е измама. Тоа е лага, затоа што му продава на човекот илузија дека неговиот живот е запишен во звездите, таму некаде горе, во планетите. А не во рацете на живиот Бог, кој што го создаде човекот според својот образ. Тој, хороскопот, се представува како невина забава, како некоја игра. Но во суштина, го навикнува човекот да бара водство таму, каде што нема ниту мудрост, ниту вистина, ниту Божја светлина. Како прво, хороскопот е лага затоа што зборува општо, магливо и двосмислено. Ќе рече: денес ќе имате предизвик. Некој мисли на вас. Внимавајте на вашите финансии. Ќе добиете добра вест денес. Такви реченици може да се применат на секој човек, секој ден и во секоја околност. Тоа не е некое пророштво, туку игра со човечка љубопитност и несигурност. Второ, хороскопот ја храни човечката слабост. Наместо човекот да размислува, да се моли, да бара мудрост од Бог и да преземе одговорност за својот живот, хороскопот му вели: твојот знак одлучува. Звездите, планетите одлучуваат. Универзумот за тебе одлучува. Така човекот почнува да мисли дека неговиот карактер, љубов, работа, успех или неуспех, брак, зависат од планети, датуми и измислени небесни влијанија. Тоа е навистина духовна измама. Тоа е онаа стара египетска вражалка. Трето, хороскопот го навредува Бог како Творец, како Создател. Бог ги создаде звездите за да светат, планетите, сонцето, месечината, земјата, да покажуваат време, ред, неговата слава, а не за човекот да им се поклонува, да им верува или да бара водство од нив. Псалмистот во 19-тиот псалм 1 стих ќе рече: небесата ја објавуваат славата Божја. Тоа значи дека звездите не се господари на човекот, тие се сведоци за Божјата слава и величие. Како четврто, Библијата како писмо. Библијата јасно го осудува барањето водство преку гатање, знаци и окултни практики. Во петтата книга Мојсеева или Второ законие, 18 глава, Бог забранува гатање, баење, врачање и повикување на скриени сили, повикување на мртовци. Хороскопот не е само смешна игра и забава. Тој припаѓа на истиот дух на барање, знаење надвор од Бог. А кога човек бара водство надвор од Бог, лесно влегува и е во заблуда. И како петто, хороскопот му дава лажна надеж на човекот. А лагата е многу опасна за човекот. Тој ветува дека ќе ти открие нешто за иднината. Среќа, несреќа, но не може да спаси. Не може да прости грев, не може да ти даде мир, не може да ја очисти совеста твоја и не може да те доведе до вечен живот. Само Исус Христос рече: јас ви давам вечен живот. Само Бог ја знае иднината за секој човек. Зашто Исус Христос рече: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при мојот татко освен преку мене. Затоа, почитувани, хороскопот не е мудрост, тоа е глупост, тоа е празнина, тоа не е светлина, тоа е магла, сеење магла, не е знаење, туку измама, облечена во шарени зборови. Човекот што верува во хороскоп станува роб на стравови, датуми, знаци и предпоставки. А човекот што верува во Бог стои на вистината, на мирот, надежта и љубовта. Луѓето навистина немаат потреба од хороскоп. Луѓето имаат Божи збор, Библија, молитва,
Свет Дух, совест, просветлена од вистината и Господ Исус Христос како пастир. Треба тоа да го слушат. Звездите не го водат човекот, Бог го води. Планетите не одредуваат судбината на човекот, Бог е господарот на животот. Затоа хороскопот треба јасно да се отфрли како лага, празноверие и духовна измама. Хороскопот е лага затоа што го учи човекот да бара водство од звезди, од планети, наместо од Бог, да верува во знаци наместо во вистината и да ја предаде својата душа на празноверие, наместо на Христос, кој рече, како што реков, јас сум патот, вистината и животот. Нека му е слава на Господ Исус Христос, што ни ја откри оваа вистина, а таму, каде што не е откриена, Бог нека помогне. Амин.